И во градинките престануваат да важат рестриктивните мерки за заштита од COVID-19, информира Министерството за труд и социјална политика. Владата на редовната 42-та седница ги прифатила предлозите на главниот координативен кризен штаб, што биле утврдени според препораките од Комисијата за заразни болести. Во согласност со овие предлози, владата донела заклучок според кој престануваат да важат сите рестриктивни мерки, освен задолжителното носење заштитни маски во здравствените установи, аптеките, како и во установите за згрижување возрастни лица и лица со попреченост. Поради тоа, Министерството за труд и социјална политика ја известува јавноста дека спроведувањето и почитувањето на општите и посебни мерки, како и на протоколите за заштита од COVID-19 во градинките престануваат да важат. Според досегашните мерки, воспитувачките и негователките беа задолжени да носат постојано маски и при влез на децата им се мереше температура. Дополнително, бројот на деца во една група беше ограничен на максимум 25, а приемот на децата беше организиран во рамки на половина час од прием на една до прием на друга група. Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги дава подршка на штрајкот и на барањата на локалните и регионални медиуми, кои се членки на Сдруженијето Медиум Објектив. На редовната седница на агенцијата беа разгледувани барањата што ги упатија медиумите, при што се разговараше и за можностите агенцијата да помогне во рамки на своите надлежности. Незиниот директор Зоран Трајчевски смета дека барањата на медиумите се легитимни поради лошата финансиска состојба во која се наоѓаат локалните радија и телевизии во целата држава. Крајната одлука е на владата и владата треба во рамките на своите финансиски можности да донесе одлука дали ќе биде во можност да ги покрие овие барања на локалните радиодифузери. Значењето на локалните медиуми за локалните заедници е огромно и се многу тешко финансиски погодени не само од ковид пандемијата последните години, туку и од економската криза која што се надоврза со енергетска криза и војната во Украина. И сметаме дека треба да се изнајдат можности да се помогне на локалните медиуми. Ние како агенција ги ослободивме од 50% од надоместокот. Тоа беше максималната сума која што можеме да ја дадеме за оваа година, бидејќи во спротивно при поголема помош би се довело во прашање функционирањето на самата агенција. И сакам да нагласам дека во периодот кога се носеше финансискиот план на агенцијата и кога се донесе одлуката да се ослободат 50% од надоместокот, имавме активна комуникација со владата дека остатокот од средствата ќе бидат ослободени од страна на владата. Имаше позитивни сигнали, но ради целата ситуација и криза која што настана во овој период, таа комуникација со владата е намалена, но се надевам дека со активностите кои што ги преземаат локалните радиодифузери ќе се изнајде решение со владата да им се помогне финансиски, се со цел да опстанат во овие тешки турбулентни времиња. Од пред 15 на дена локалните и регионални радиодифузери почнаа со штрајк, при што најпрвим во ударен термин ја прекинуваа програмата со аудиовизуелна содржина во трајање од половина час, а подоцна почнаа на секој реален час по 5 минути да ја прекинуваат програмата. Од владата бараат подршка за промена на членот 102 од Законот за медиуми, како и формирање на фонд за медиуми, со кој што би им се помогнало на локалните и регионални медиуми финансиски да ја пребродат кризата. По иницијатива на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, а со финансиска подршка од буџетот на општина Кочани, театарската група Годо премиерно викендов ја изведе представата Тој и таа. Работена како дуодрама, оваа представа е адаптација на драмскиот текст Друг човек од Петар Гладилин. Режијата е колективна, а настапија младите актери Зорица Митева и Владимир Игнатов. Целата представа е да прикажеме како живеат денешните фамилии или како обстојуваат, што се дешава помеѓу мажите и жените, односно во нивниот реален свет. Ја покажуваме моралните вредности, над нас владе некој систем кој што ни кажува што да правиме.
Па, доста напорно беше, додека ја спремавме целата представа. Ја работевме интензивно на ликовите, затоа што сепак јас глумам некоја жена која што е во брак, а во реалниот живот не сум жена. Така да, мислам дека добра работа завршивме. Од Комисијата за еднакви можности на жените и мажите изразија задоволство што по извесен период пауза поради пандемиската состојба повторно има театарски активности во Кочани. Колективна е режијата, играат Зорица Митева и Владимир Игнатов. Тоа се двајца актери кои што перманентно се занимаваат со ова, уште од поодамна, веќе 10 на 20, 15 години да речеме, се занимаваат со аматерскиот театар. Многу ми е драго што вечерва ќе покажеме на кочанската публика после неколку години, нели, овие такви какви што беа пандемиските години, дека ќе имаме премиера и ќе се забавува публиката, ќе ужива во представата. Театарската група Годо со истата представа ќе настапи и на Драмскиот аматерски фестивал што кон крајот на овој месец ќе се одржи во Кочани. Исто така се планира во наредниот период да се реализираат и неколку гостувања за театарската публика во другите градови од регионот. Светската боречка асоциација во соработка со Боречката федерација на Македонија и Македонскиот олимписки комитет во Кочани организираше еднонеделна обука за тренери и судии. Предавачи на обуката беа еминентни едукатори од Хрватска и Бугарија. На работилницата учествуваа 40 на тренери од сите боречки клубови, како и 15 судии од државата. Преку теоретски предавања и практични активности на душек, тие ги учеа базичните, но и напредни нивоа за новитетите што се воведени во борењето. Ovo je prvi bazni kurs gdje se uče osnove, pravila rvanja i specijalno teme koje se tiču baš sudija. Znači, od početka, od stava kako doći na strunaču, kako voditi borbu, kako koristiti sudačke riječi službene iz federacije, kako koristiti znakove, kako bodovati akcije, kako surađivati sa sudačkim tijelom. Puno takvih specijalističkih tema koje se baš tiču sudija su u domeni moje odgovornosti, da im što više pokažem, da ih što više naučim. Преподаване на нова интерактивна система за обучение в борбата, позитивен метод, с който целим треньорите да привличат повече хора в залите по борба, повече деца и да докажем, че борбата е един интересен, много интересен спорт, който се заслужава да бъде практикуван от сите люди. Овој семинар што може да научиме од двајцата врвни спортисти, едениот судија, другиот бивши борач и сега тренер Средков. Честни и задоволствени што се присутни, што држат семинар, што може да научиме, да се едуцираме, да бидеме поспремни на наредните првенства, да не се греши. Заедно и тренери и судии, преку една синергија ќе читаме од исти страници, за да доколку се оние аномалии кои што се случуваат низ годините на борбите на душекот да бидат отстранети, односно несогласувањето помеѓу тренерите и судиите. И сето тоа да биде подигнато на едно повисоко ниво, не само теоретски, туку и практично на душекот. Јас се уште се надпреварувам, но во понатамошниот дел планирам да станам тренер и овде дојавме да научиме некои нови методи во спортот. Спортот, борењето општо во светски рамки оди напред, така да научиме нови методи со кои ние борењето ќе подигнеме на едно повисоко ниво. На крајот од 7-дневната обука се одржи и практичен дел со тестирање на стекнатите знаења. Сите учесници добија меѓународно признати сертификати од Светската боречка асоциација. Во неделата во Кавадарци се одржа државното џудо првенство за деца и пионери, каде Кочанскиот џудо клуб Гладиатор настапи со своји членови и постигна одличен успех. Освоени се вкупно 9 медали и 2/4 места. Со златни медали се закитија Матео и Габриел Станоеви, а второпласиран беше Томислав Ристов. Добар настап во своите категории има и другите џудисти од Кочанскиот клуб,
при што Марко Максимов, Милан Станоев, Ефтим Атанасов, Андреја Стојанова, Наталија Лазарова и Дамјан Митев освоија бронзени медали. Иако имаа шанси за подобар пласман, сепак Лукас Георгиев и Петар Новков на крајот беа четврто пласирани. Со ова се потврдува дека Гладиатор има најдобри и најтрофејни джудисти во источниот регион, велат од Кочанскиот џудо клуб. Викендов се одиграа надпреварите од предпоследното 26-то коло на втората фудбалска лига Исток, по кое веќе се расчистуваат дилемите за конечниот пласман на табелата. Ова особено се однесува на Кочанскиот и Виничкиот второлигаш, секој од нив со различни амбиции. Осогово не успеа да ги освои 3 бода на домашен терен против директниот конкурент Детонито од Радовиш во борбата за опстанок во лигата. Средбата заврши со резултат 1:1, со што радовишани дојдоа во предност пред нашиот тим. Психичкиот притисок за домашните фудбалери дека мора да победат имаше влијание врз нивната игра, па откако неколку пати не се снајдоа најдобро пред гостинскиот гол, тоа беше казнето пред самиот крај на првото полувреме, кога гостинскиот дефанзивец Асанов ја затресе мрежата на домашниот голман Андов. Во второто полувреме Осогово се обиде да ја исправи грешката од првиот дел, но сето тоа беше јалово се до 59-та минута, кога Тоше Манов успеа да го изедначи резултатот, што се покажа и како конечен. Со пропуштената шанса за победа, жолтосините остануваат на 8-та позиција со 28 бода, 3 помалку од Детонити Пехчево, кои се на 6-то и 7-то место. Во последно коло во Битолско Житоше, Кочанскиот второлигаш ќе му гостува на предпоследното Братство и само со победа и поволни резултати од другите средби на конкурентите може да се надева на опстанок во втората лига. Слога 1934 пак на гостувањето против Беласица исто така остана без бодови, со што ги изгуби и шансите за освојување на првото место. Единствениот погодок на средбата за струмичани го постигна играчот Сулев уште во 11-та минута. Со тоа Виничкиот второлигаш остана на досегашните 55 бода, 1 помалку од Беласица и 4 помалку од победа. Во последното коло на домашен терен, Виничани ќе се сретнат токму со тимот од Прилеп, а само со освојување на 3 бода можат да се надеваат на бараш надпревар за влез во првата лига.